јас сепак ќе се обратам на вас и ќе потсетам дека денес е 24 декември, ден за паметење, ден кога е погребана демократијата, кога е изгазен Уставот на Република Македонија. Во ова собрание за власта, демократијата и Уставот се крпа кои ги газат кој стаса и како стаса и кога стаса. И сето тоа благодарение на една екипа, а тоа е оваа екипа, нарачател Никола Груевски, реализатор Трајко Велјановски, мотиватор Ставревски и извршител Јанкуловска. Не знам дали и денес, една година потоа, една година после 24 декември, дали навистина и беше потребна на оваа власт, уште еднаш да ја брани демократијата на овој начин, со оклопни возила околу собранието, со специјалци, со водени топови, не знам од што ќе го чистеа воздухот, од што ќе ја чистеа загаденоста. Дали овие оклопни возила требаше да исчистат уште еднаш опозицијата или воздухот кој го дишат граѓаните. И ќе се прашам и оваа година дали овие луѓе пак ќе добијат награда по 200 евра, како што добија минатата година за добро извршената работа, за она што им го нарача Јанкуловска и што го извршија во ова собрание, во оваа сала. Ке констатирам дека за се она што се боревме беше само ова. Беше слободата, слободата на говорот, слободата на мислата, беше демократијата, беше бранењето на Уставот на оваа држава. Но се знае кој тепа, тепа оној кој се плаши, тепа оној кој манипулира, тепа оној кој лаже. Се слушнаа многу обвинувања од страна на пратениците од власта, на некои не им се допадна тоа како изгледаме денес. Минатата година на тоа не и се допадна на подпредседателката на собранието, кога констатира на медиумите дека однапред знаела што ќе се случува, бидејќи сме биле така облечени. Сега на Малиша Станковиќ не му се допаѓа како сме облечени, но тоа е наше уставно гарантирано право, ќе бидам облечена како сакам и кога сакам. И ќе говорам за загадувањето, да, и режимското загадување е секаде присутно. Секаде, и во Скопје, и во Штип, и во сите градови во Република Македонија. И тоа е еден вид на загадување. И овој ден Уставот ќе биде изгасен, ќе биде елиминиран. Уставот кој му гарантира слобода на граѓанинот, му гарантира заштита на граѓанинот. И една година потоа, верувајте дека не постои граѓанин во Република Македонија што не разбра дека овој режим владее со насилство и никогаш нема да запре. Овој устав кој им гарантира на граѓаните, член 8, им гарантира дека темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија се и уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природа. Член 10 гарантира дека животот на човекот е неприкосовен, ама и овој пат, овој устав ќе биде изгазен, ќе биде елиминиран од моќта на власта или моќта на гласот на власта. Ние што секој ден доаѓаме од другите градови, можеме да констатираме дека, ајде да речеме дека нашите градови се малку почисти, но и тоа не можеме со сигурност да го кажеме, бидејќи кај нас па и не постојат такви мерни центри што можат да ја утврдат загаденоста на воздухот во градовите од каде што идеме, но едноставно можеме да кажеме дека ситуацијата овде во овој дел на Македонија е до и од тунелот кај Катланово. Од тунелот кај Катланово друга планета, од тунелот после Катланово веќе имаме една ситуација која е навистина алармантна и која треба сите да не загрижува. И нас, кои сме секојдневно овде во Скопје, оние граѓани чии деца се овде во Скопје, кои секојдневно го
дишат овој загаден ваздух. Според истражувањата од Европската Унија се констатира дека загадениот ваздух е поопасен од што се мисли. Загадувањето на воздухот со ситни честички PM10 и PM2,5 предизвикува прерани смртни случаи дури и кога нивото на овие полутанти се во рамките на границите што се дозволени со регулативата на Европската Унија. Клучно за предизвикување на смртните случаи, според научната студија објавена денови во престижниот Лансет, е продолжената изложеност на честички во воздухот. Според ова истражување, што го спроведе Универзитетот Утрехт во Холандија, во секое зголемување на годишната концентрација со 2,5 од 5 микрограми на кубен метар воздух, ризикот од смрт се подига за 7,2%. Затоа се препорачува Европската Унија да ја намали пропишаната средна годишна вредност од 25 на 10 микрограми на метар кубен. Во Македонија, според мерните станици кои се наоѓаат во центар, каде што нивото на опасни се достигнува опасно ниво во деновите кога загадувањето е високо. Вчера, ова се истражувањето од 13.12, значи на 12.12, нивото во центар беше опасно за здравјето, изнесуваше околу 100 микрограми на метар кубен воздух. Загадувањето со PM10 исто така на сите мерни станици во текот на денот беше околу 200, односно 4 пати повеќе од максимално дозволената граница. За штетата на човековото здравје и да не се говори, бидејќи се предвидува дека во бројот на деновите кога е надмината ова среднодневна вредност со PM10 во текот на една година не смее да се надмине над 35 дена. Во Скопје таа бројка е веќе одамна надмината и досега воздухот бил надпросечно загаден. 179 дена во Лисиче, 152 дена во центар, заклучно со 10. август во населбата Газибова биле 130 дена. Значи, ова се истражувањата кои ги има спроведено Европската комисија и исто така овде се и податоците од Светската банка кои говорат дека на секои 6,5 часа по еден наш сограѓанин умира како последица на загадениот воздух. Ова се проценки кои се направени од Светска банка, која годинава излезе со фрапантни податоци за Македонија, дека годишното ниво како последица на загадениот воздух умираат 1350 лица. Најголема закана е загадувањето со ситните честички со диаметар помали од 10 и 2,5 микрони. Мислам дека овие податоци треба на вистина да не загрижат, треба надлежните на вистина да ги загрижат, а исто така, што најповеќе треба да ги загрижат се докторите кои седат во редовите на владеачката партија, кои беа многу гласни кога се донесуваше законот за забрана од пушење, кога укажуваа на превентивата, кога укажуваа на кардиоваскуларните заболувања кои можат да се предизвика од чадот, сега исто така треба да бидат многу гласни кога се работи за здравјето на граѓаните. Кога годишно се губат околу 1350 животи и кога продуктивните денови се илјадници продуктивни денови како резултат на загадувањето со овие ситни честици се работонеспособни овие луѓе кои се подложни на болести. Или кога веќе сакате да говориме за економијата, ајде да видиме што би значело тоа во здравството, за колку пари ќе се заштедат во фондовите ако доколку власта има разум да ја намали оваа загаденост во главниот град. Ако Македонија ги намали концентрациите на PM10 и PM2,5 до граничните вредности на Европската Унија, би се избегнале над 800 смртни случаи, илјадници денови на загубена продуктивност и тоа би резултирало со здравствени заштити од 151 милион евра годишно. Овие проценки се за намалување на само 1 микрограм на метар кубен. А овде е табелата, бидејќи на вистина нема време,
да доколку се направи зголемувањето за 2, 3 или 5, колку многу милиони евра ќе бидат заштедени за здравјето на граѓаните. И мислам дека она што се случуваше, како вие го решавате проблемот, како вашите дела продолжуваат, еве ги делата. Или ќе тепате екологисти, или сте во заблуда дека спомениците и мермерот можат да произведуваат кислород. Или пак, не дај Боже, она забегана идеја, каде што на мермерот и фасадите ќе садите дрвја.